Почитувани, добро вечер. На фреквенцијата сте на 1 ТВ, следуваат минутите за уредничкиот брифинг. Вечерва ваш и мој брифер во ТВ брифингот ќе биде мојот колега, уредник на веб порталот Нова ТВ, Боријан Јовановски. Боријан, добро вечер. Добро вечер. Драго ми е што си гостин на брифингот. Пред да ја почнеме темата, односно поводот зашто и што ќе не брифира Боријан, една негова истражувачка сторија, ќе искористам неговото присуство да го прашам, тој изминативе 3 дена ми се чини, беше учесник на меѓународната конференција за медиуми во Југоисточна Европа, што се одржа во Струга. Боријан, што заклучивте таму? Беше за слободен говор во медиумите, за медиумите во плуралните општества, за говор на омраза, за лажни вести. Па бевме, ОПСЕ ја организираше конференцијата за Југоисточна Европа, медиумите од Југоисточна Европа. Бевме собрани на голема група на новинари. Колку што видов од 80-тина. Да. И разговаравме за некои од актуелните проблеми со кои се соочуваат медиумите. Прво, лесно многу е да се констатира дека сите ние речиси делиме слични проблеми. Да. Се задржавме на овие некои поактуелни ситуации во медиумите, како што е, пример, да се разговараше за безбедноста на новинарите, бидејќи, како што знаете, 2017 па и почетоков на 2018-та беа доста поразителни, брутална смисла на ова, дури се случија две убиства на новинари во Европа, што е малку навистина шокантно. Сега приликата искористивме да разговараме околу нашиот проблем со безбедноста, околу неказнивоста за некои случаи и околу тоа докаде се истрагите, например, за некои од нападите на новинарите во Македонија. Ние новинарите од Македонија се разбира и ги искористивме целата таа конференција за да го афирмираме тој проблем и да го искористиме и присуството на министерот Роберт Поповски на таа конференција и високиот комесар за медиуми на ОПСЕ, господинот Дезир, за да подсетиме дека практично ниту еден од случаите во кои бевме напаѓани ние новинарите не е расчистен. Сега знаете, тука имам многу екскјузи, што би се рекло од страна на институциите, зошто тоа не може, дали застарува или не застарува. Но знаете, јас говорев за моите случаи, например, кога бев испукан во Воденица или кога ми го донесува венецот. Јас не очекувам дека, например, некој ќе го најде тој кој го донесе венецот на врата. Но она што сигурно може да се најде во Министерството за внатрешни работи е да се утврди зошто истрагата, бидејќи дојдоа кај мене дома, зема отисоци и така натаму, зошто истрагата воопшто и не беше покрената. Например, полицијата никогаш не повика ниту еден од моите комшии да го прашат да не случајно сте виделе, бидејќи тоа се одвиваше во сред бел ден. Така што подсетивме на тоа и мислам дека го реактуализираме. Имате ноторни случаи на напади на колегите Бранко Тричковски, на Сашо Ордановски. Тоа се работи кои државата ќе мора да го не само Македонија, сите држави да ги казна сторителите на тие дела, за да се испрати јасна порака дека напад врз новинар не може да се толерира во едно демократско општество. Дополнително се разбира, целата тема се актуализираше и со овој навистина за малку трагичен случај во Црна Гора, во Подгорица, кога беше пукано на новинарката. Високиот комесар и закасни на конференцијата во Струга, бидејќи мораше да отпатува претходно, допатува во Струга од Подгорица, каде што беше во болница да ја посети и да испрати една силна порака и до црногорските власти дека сторителите мора да бидат најдени. Тоа беше една од темите. Друга тема која исто така е многу важна за нас кои професионално се бавиме со новинарството, се тие фейк ньюс. Да, лажните вести. И ширење на таа пропаганда, на лажните вести кои имаат за цел практично во позадината една стратегија со
галама да ги затрупате вистинските вести. Да. Практично она што ние го работиме да ни го, ако може да ни го некако разлечат и да го изрелативизираат и да го внесат во некоја непродуктивна дебата каде што ќе се релативизира тоа што ние го објавуваме како информација, прецизна. И така се говореше и за саморегулациите, се говореше за јавните сервиси во југоисточна Европа како битен фактор во овие општества, особено каде што, знаете, многу медиуми се изложени под влијание на разноразни бизнисмени кои медиумите ги користат за се, само не за информирање на јавноста и исполнување на вистинската функција на медиумот. И во таа смисла, точно е дека јавните сервиси би можеле да имаат значајна улога како коректори, но за жал состојбите со јавните сервиси никаде не се за пофалба, барем во регионот. Горе-долу сме слични во регионот. За нашиот јавен сервис, за МТВ, што кажав? Видете, што заклучи? Просто е тажна таа ситуација да се било што заклучи за тоа како сега функционира. Тоа е апсолвирано, тоа дека дури министерот Манчевски кој на крај зеде збор сам кажа дека тоа е медиум на кој денеска и никој веќе не му верува, не го ни гледа и не му ни верува. А поразително е тоа што сепак тој медиум работи со наши пари. Така е. Без разлика што сега граѓаните не го плаќаат, се плаќа од буџетот, но пак се парите на граѓаните. Се парите на граѓаните. Индиректно повторно за наши пари. Така е. Добро, ова беа за вовет, инаку поводот зошто Боријан вечерва е во уредничкиот брифинг е една негова истражувачка сторија, објавена еве на 8 овој месец, на 8 мај. Насловот е Орбан во акција за спас на, во наводници, мегафоните на Груевски. Многу интересна сторија. Инаку морам да кажам дека и Боријан после ќе објасни дека ова почнува од јуни или јули минатата година. Колегата Владо Апостоловски од веб порталот Призма, кој ревносно ги следи тие промени на собствеништвото, објави дека телевизија Алфа добила нов собственик од Будимпешта, Унгарија, компанија, за да овој месец и половина, се случи одеднаш влегување на пак од Унгарија компании во портали кои што беа и се извршители, односно директно Груевски и партијата ВМРО-ДПМН ги сервисираат. Јас предлагам пред да почнеме да Боријан да ја објасни оваа сторија која што исклучително за мене беше интересна, како тој тргнал по трагата и дошол до кабинетот на Орбан, односно неговиот главен пиар стратег, така нели Боријан. Предлагам да од режијата да ни пуштат извади поенти од сторијата, па Боријан полека ќе ги објаснува. Режија, ве молам да го видиме прво прилогот. На насловните страници на Курир Република Нетпрес лидер ТВ Алфа впечатлива е рекламата на известна фирма Рипостарт. Ако кликнете на нивниот банер, објавен на ударниот огласувачки простор на овие медиуми, интернет конекцијата ве води до онлайн продажба на разноразна бижутерија и ситни ефтини апликации за декодирање на вашите домови. А ако се обидите да ја проверите сигурноста на овој сајт, кој ги бара вашите пари за нивните производи, се што може да добиете како информација е некаков телефонски број со префикс 011, кој не знаете на која држава и припаѓа, и единствена имейл адреса. Сајтот исто така има опции за англиски и словенечки јазик. Кој е Питер Шац? Според информациите објавени од новинарот Борут Мекина од словенечкиот неделник Младина,
Питер Шац, како собственик на Рипост, е представник на унгарскиот капитал вреден 1,9 милиони евра во 3 медиуми во Словенија, кои во стилот на нашите курири работат во служба на десничарската партија на Јанес Јанша, инаку во нашата јавност добро познат заедно со унгарецот Виктор Орбан како редок поддржувач на Груевски вон границите на Македонија. Во оваа групација особено е интересно името на Арнат Хабони, собственик на Модерн Медија. Хабони е познат во Унгарија како личен советник и стратег на унгарскиот премиер Виктор Орбан. Неговата Модерн Медија е најмоќната во групацијата, која во Словенија ја застапува известниот Питер Шац, пишува Словенечка младина. Нивните медиуми во Унгарија се финансирани дури 97% со пари од владата на Виктор Орбан. Унгарската влада во 2017 година потрошила 40 милиони евра за различни кампањи во тамошните провладени медиуми, од кои најгласна беше онаа каде што се дискредитираше фондацијата Отворено општество на филантропот Џорџ Сорос. Арпад Хабони ја застапува денес моќната Модерн Медија, која заедно со уште неколку други познати бизнисмени исклучително блиски до Виктор Орбан, преземаат голем дел од влијателните медиуми и креираат нови, сите во служба на Орбановата контраверзна политика, поради која Унгарија денес го доби атрибутот дека е вид на хибриден режим, во кој се доведени во прашање основните европски начала и вредности. Модерн Медија во 2016 година, според пишувањата на унгарскиот веб портал Маѓар Наренец, заработил 4 милиони евра од владините кампањи. Добро, реков на почетокот дека ова се само поенти од сторијата на Борјан Јовановски. Претпоставам дека не ви е се уште јасно, но Борјан ќе го замолам да ја објасни целата оваа сторија. Интересно е што тој тргнува од Борјан, ти тргнуваш од ова Рипо старт. Ацо, јас след, нели, тоа не е работа, отвараме медиуми, следиме кој што пишува и како пишува, и беше воочливо од пред неколку месеци дека кога ќе ги отворите Курир, Нетпрес, Република, Лидер, Алфа ТВ, може би пропуштам некој, но тие се главните, ударните, како би рекол, овие мегафони на Груевски, кои знаеме како функционираат, што правеа и така натаму. Гледате дека во хедерот на сајтот, односно најскапиот рекламен простор, е отстапен на известна фирма Рипостарт. И кој ќе кликнав таму, нели, она што би се рекло just by curiosity, и тоа ве води до сајт кој продава бижутерија. И тоа бижутерија и апликации за декор за дома. И тоа се ефтина роба, како да ви кажеме, кога кликнете, ако одите по 1 евро, 2 евра, нешто, такви некои ситуации. И нормално, нели, би требало, за тоа е проблем на нашата држава исто така, колку се грижи за заштита на потрошувачите. Мислам, мене ми е навистина жал што во државата нема институција да поведе грижа како тоа некоја фирма онлайн им продава на нашите граѓани, а при тоа нема никакви елементарни критериуми не се исполнети за онлайн продажба, бидејќи таа онлайн продажба сепак и тој пазар е беше твојот интерес и се разбира од ова што Владо Апостолов, односно Бирн, објавува дека... Не, потоа стигнав до Апостолов. Кога видов дека Рипостарт го има таа опција на словенечки, ги контактирав моите пријатели во Словенија, се познавам и со Вања Вардијан и со Борут од Младина, и нив ги прашав, они ми најдоа дека фирмата е регистрирана во Љубљана и тоа е оној тип на фирми... Таа фирма Рипостар. Рипост. Каде што е управител Петар Шац во Љубљана. И тоа е фирма, човек која нема ни канцеларија. Да. И кога открив потоа дека Владо Апостолов го нашол Петар Шац тука, во Македонија, дека влегува во Алфа. Тоа е уште лани во јули, работите ми станаа почна да се врзуваат. Но видите, и до тука
работата може да речете, па добро, еве, некои унгарци, словенци и така натаму. Нашли интерес да инвестираат во македонски медиуми. Зошто би се рекламирале само во една строга селекција на медиуми, тоа само по себе, зашто, например, на Либертас не оди. Мислам, јас не верувам дека Лидер е по-читан од Либертас, па сега они се... Гледате дека селекцијата е целосто политички направена и колегите од Младина Борут ми раскаже дека тој рипост заедно со Медија Груп, што е многу интересна. Таа Медија Груп е унгарска фирма. Таа е на Арпад Хабони. Таа е во Унгарија, во Будимпешта. Многу познат лик во. Тоа ви е лик од профилот, како ви кажам, нешто како Сашо Мартин Протугер, ама не се во роднинска врска со него. И тука веќе се отворија, стана тоа се јасни експлицитни врски за тоа дека овој рипост и овој Петер Шац кои влегуваат во Македонија се практично оперативци на една многу помоќна групација која е целосно во служба на Орбан. Тоа и колегата Борут ми го кажа па и колегата од 44.hu од унгарски сајт, дека Петер Шац е втор, трет ешалон на оперативци. Тој не е, он бил на пример директор за финансиско работење во јавниот сервис во Унгарија. Во Унгарија, да. Кога доаѓа Орбан на власт. Прочитав кај тебе има тоа, да. Но она што е посебно интересно, што понатаму го само по себе се одмотува, кога почне да се одмотува копчето, само се врти, е што Хабони во 2015 година оснива фирма со седиште во Лондон. Се вика Danube Consulting, Danube Business Consulting. Хабони, таа фирма ја основа со Финкенстајн. Финкенстајн е еден, јас не го знаев, но очигледно кога се прочепкав малку, станува збор за мощне, вака една легендарна фигура во Америка во светот на пиарот. Тој е пиар стратег кој работел на кампањите на Реган и на Никсон. Значи, од времето, починате на 70 и неколку години, минатата година починал меѓу другото. Да. Хабони и Финкенстајн ја отвараат таа фирма и Финкенстајн влегува советување од Хабони дека преку таа фирма практично ќе му овозможи да го расшират нивниот бизнис токму на Балканот. И тоа така и бива. На Финкенстајн му стануваат клиенти, тоа го пишуваат маđарските медиуми, му стануваат клиенти ВМРО-ДПМН, ХДЗ и десничарските партии, значи Јанша. Словенската Јанша. Да. Јанша, да. Така почнува нивната дружба уште во 2015 година. Колку пари ВМРО-ДПМН платило во тоа време, како платило, тоа не знаеме, бидејќи таа Danube Consulting Group, која ќе одите на нејзиниот сајт, има мощне штури информации. Јас влегов во британскиот регистар на фирми, па таму го најдов Хабони дека е практично собственикот заедно со Финкенстајн. Инаку не можете да видите на сајтот. И интересно е што на сајтот на Danube Consulting Group пишува дека има представништво во Србија. Ни во кој град, ни како, ни кој, ни што. Само Србија? Не. Но тоа е, ние, нели, сега ќе си продолжиме со работава. Да. Финкенстајн е човек кој во Америка се памети по тоа што успеал зборот либерал, што зборот либерал бил секогаш како некаков комплимент, атрибут за некој човек кој е слободумен, open-minded, нели, така натаму. Финкенстајн успел зборот либерал да создаде перцепција во јавното мислење за зборот либерал како за погрден збор. Ако ви кажете, вие сте либерал, тоа нешто лошо значи. И ако земете да ги врзувате работите со
кампањите против Сорос и воопшто против Унгарија, цела против тој либерален Орбан, съвет, ќе видите од каде кој е мастермајндот на тие кампањи. Друго што е многу значајно кај Финкенстајн е што неговата стратегија е базирана врз тоа не да го афирмира клиентот за кој работи, туку да го дискредитира противникот. Политичкиот противник. Ширејќи за него политичкиот лаги, противник, дискредитирајќи го без пардон. Да се навратиме, тоа е стилот на мегафоните кои постојано има лоцира непријатели на државата, на нацијата, на националните интереси и не прогања сите нас како сме душмани на не патриоти, да. Да, и значи Хабони кој има медиуми исто така во Унгарија, тие пак работат на истата шема, му помагаат на Орбан. Орбан има на располагање големи фондови преку тоа негово Министерство за пропаганда, кај што како што 40 милиона, например, од 2007 има потрошено. Тоа бе огромна кампања се водеше. Јас бев во Будимпешта минатата година против Сорос. Тоа беше грозна кампања против Сорос. Такво оцрнување ни кај нас немало на Сорос. По билборди, секаде низ Будимпешта Сорос беше прикажан како некаков ѓавол и така натаму. Петер Шац исто така има медиуми, портали во... Петер Шац е овој еден од собствениците на ТВ Алфа. Овој од собствениците, да. Исто така има медиуми кои исто така добиваат пари од владини пари од владата на Орбан, за да ја тераат таа иста пиар стратегија на сега починатиот американец од еврејско потекло Финкенстајн. И видите сега, кога ќе поврзете дека на Хабони, на Финкенстајн им се Груевски и Јанша, им биле клиенти. Да. Дека Финкенстајн ги советувал ВМРО како да постапуваат. Кога ќе видите дека Петер Шац е оперативец на Хабони, и кога ќе видите дека тој влегува тока, има некаква си Рипостарт, фирма за продавање на бижутерија, и таа фирма за бижутерија има наоѓа како некој пазарен интерес да се рекламира во Македонија само на селектирани, во една селекција од веб сајтови, станува јасно дека операцијата е исклучително сериозна и има исклучително политички бекграунд кој води во земја членка на Европската Унија, Будимпешта, и кај Орбан, кој очигледно сака да ги заштити како Груевски, така и Јанша. Бидејќи истава операција која сега се прави со Алфа, претходно е направена со ТВ Нова 24 Вести. ТВ Нова е во таа групација? Која сега... Словенската ТВ Нова. Каде што Модерн Медија и Рипост го имаат мнозинскиот пакет, вложувајќи 1,9 милиони евра. Тоа операција е направена скоро и според моите колеги во Словенија, таа операција има единствена цел да му помогне на Јанша, кој сега во јуни оди на избори. На избори, да. Зошто Орбан очигледно има политичка одлука да им помага и на Груевски и на Јанша, тоа е друго два. Според колегиве словенци, они сметаат дека таму не е бизнис интерес во Словенија, туку е во прашање политички интерес, бидејќи на Орбан му треба победа на Јанша, за да во Европската Унија има уште една влада да не која му е единствениот блиска, бидејќи е сега во моментот он изолиран. Со известна блискост со пољаците, кои се исто така, знаете, во една популистичка конзервативна фаза, но не таква како Орбан, и на Орбан му треба баш Јанша да се врати на власт и да ја добие Словенија како партнер во Европскиот совет и во Советот на министрите. Сега, прашањето е што е со Груевски? Да. И која е тука играта? Може да спекулираме. Јас сите ние
сетиме на разговори на бомбите. Мене, например, кога дојдов до овие врски унгарско-македонски, прва работа што ми падна на памет, асоциација што ми направи на онаа бомба кога Сашо Мијалков ја договара провизијата од Израел, преку која, ако се унгарска сега, банка, Шацо, треба да легне во банка во Будимпешта. Во Будимпешта, да. Се разбира, ова е, сега спекулираме. Добро. Не знаеме. Па добро, ама тоа се факти од бомбите. Да, тоа е тоа. Не, дали какви пари, кои пари, што се случува во игра со пари во оваа комбинација сега. Сега што се тоа е друго, два и преземањето не на сум порталите. сигурен дека ние како новинари имаме доволно алатки да навлеземе во такви детали, но на крајот краиштата не е ни до нас новинарите баш се да откриеме, има и институции кои во државата се надевам ќе поведат малку сметка кој што, како влегува, кому продава, зашто продава, дали е тоа бижутерија или не е бижутерија, или е ефтина роба зад која се кријат многу повеќе пари. Ама не, индикативно е дека сега 4 дури портали кои што се блиски до ВМРО ДПМН, одеднаш ги презема собственици им станаа собственици од Унгарија. Еве, од каде тој интерес? Тоа е исто интересно. Видите, законски е се, имаат најдено очигледно дупки во тие закони. Не се дупки, него просто се така тие закони, тоа се закони кои ние малку ги познаваме, кои се во финансиско работење и така натаму. Например, Петер Шац, Он има преку регистрирана неговата фирма, Таргет нели, Медија, во Скопје. Да, Таргет Медија и Горан Балач, кој е од Србија. Тука не знам колку Горан Балач е врзан со таа Дагер консалтинг. Тоа е останува да се занимаваме малку понатаму со тоа. Они двајца ја го откупуваат од Инвест Медија Груп главни уделот, кој пак е најголемиот нозински во Алфа Скоп. Да. Само за информација, тоа го имаат направено со 5.000 евра. Само со 5.000. Само со 5.000 евра. Колку пари сега влегуваат од Рипостарт за поснова на реклами? Како и што се случува? Тука малку сме моќни да ги пофатиме сите тие сметки. Но до тука влезот ваков каков што е не можете да му најдете законски да го оспорите. Но дека станува збор за операција со политички бекграунд, тука веќе мислам дека сме на чисто. Дали и како понатаму ќе се уфрлаат пари, да речеме во Алфа, во Словенија, имате ситуација каде што се бризгани 1,9 милиони евра од двете компании Медија Груп и Рипост во телевизија Нова Вести 24. Тука нема таков податок. Сега за сега они го управувачкиот пакет во Алфаскоп го имаат обезбедено Петар Шац преку Таргет Медија и Горан Балац преку Инвест Медија Груп ги имаат добиено 57% во Алфаскоп. За мали пари. Тоа треба некој експерт малку кој се разбира од финанси за да ви ги објасни како иде ова согласно законот, се разбира. Да. Интересно е дека на фирмата на Петар Шац во Скопје, како беше то Таргет Медија, ја регистрирал преку адвокатите Чукич Марковски. Мислам, кои се пак, нели, познати ли се од тоа што се во сите бизниси врзани, кои биле вака или онака контроверзно или не спекулативно директно поврзани со Груевски и со Мијалков, да. И сторијава е стварно многу интересна, сигурно дека
треба да се продолжи да се истражува. Треба до кај што се може да се продолжи. Без никаква намера колеги... лоша према колегите што работат таму, но сепак мора некои работи да се... Не, и видете, ако она што е на крајот од денот тацо, да, добро што спомна, мислам стварно, јас би сакал ние да имаме на овој пазар јаки медиуми кои промовираат сериозни, професионални и етички стандарди. Да. Проблемот настанува кога вие прво имате политички бекграунд, нека е политички бекграунд. Нека е, да. Десничарски, еве, нека е. Проблемот е кога онија ја реализираат практично таа идеологија, пиар идеологија на Финкенстајн, на америчкиот пиар гуру, дискредитирање на луѓе, ширење на лажни вести. И тоа е проблемот. Мислам, со Курир, јас немам проблем Курир да е про-ВМРО. Апсолутно. Слободно нека бидат такви. Про-десно, про-лево, секој медиум на крајот криштата има некаква... Јас, например, за мене, онаа флоскула независен медиум, тоа не постои независен медиум. Ние сите на крајот од криштата застапуваме некаков концепт, некаква филозофија, некаква идеологија. Еве, например, јас и ти случајно, апсолутно сме за либералните европски вредности и така натаму. А јас со цел респект, можеби нема да го читам, можеби нема да го пронајдам како близок медиум кој е конзервативен, демохристијански и така. Не се едноставно не се Ама најмалку има вести такви конзервативни кои има црна пропаганда. Имено, тоа е проблемот. Најмалку се такви вести. Значи, дали они ќе решат да бидат десничари, нека бидат слободни. Апсолутно. Ама ние мора да се бориме да го заштитиме духовниот, интелектуалниот простор во Македонија од таа брутална контаминација со пропаганда, со дискредитирање, со лажни вести, со брутално манипулирање, со судбини на луѓе. Меѓу другото, ние, јас, ти, многу наши колеги, пријатели, сме биле нивни таргети, да. Мене, која ја читав твојата сторија, некои работи така ми се ги поврзав, па дојдов до еден заклучок дека можеби Орбановата Унгарија е оазата на груевистите, јас така ги викам, на Мјалков, на Груевски, на сите. Зошто така помислив? Заради тоа што еве двајцава од Убака што побегнаа во Грција, што ги фатија во Солун, они на аеродром нели ги летаа за Будимпешта. Предходно имавме аферата Шпион, пак нели Будимпешта нешто шпионирање за Унгарија, за тоа што мене тогаш ми беше чудно, што па се интерес на Унгарија да шпионира во Македонија. И после она шишето со колку беа 750.000 евра или марки што беа за Керим, пак беше со Унгарија. Значи, сега ги овие работи кои ги прочитав, јас да бидам искрен, веќе не се сомневам дека за ова стои таква пиар стратегија и дека не случајно, не од комерцијален аспект влегуваат унгарски фирми и личности во Македонија. Па не, сигурно не завлегувајќи во тоа, не можеме да тврдиме чии се парите што ги вложуваат. И дали вложуваат. И дали вложуваат воопшто. И воопшто што се случува околу текот на парите, тука стварно неаме некои податоци. Например, колку Рипостар плаќа за реклама во Курир. Ние не знаеме. Да. Тоа е деловна тајна на Курир. Така е, деловна тајна е тоа, да. Они може тука, не знам, може плаќаат 100.000 евра за објава. Така е. Но, да, тоа е, владата на Орбан е сериозен проблем. Вие ако прочитате, например, скоро има избори, каде што Орбан повторно победи. Да, победи тоа. Ако го прочиташ со извештајот на ОПСЕ, мониторингот на изборите. Па, ако нема Унгарија, ако го извадиш Унгарија,
ако нема име на државата каде, и извештајот е речиси идентичен како извештаите кога Груевски ги организираше изборите кај нас. Во делот на медиумите, во делот на и влијание врз администрацијата, сите тие злоупотреба, сите тие елементи се во сме ги виделе кај нас. Ние сме ги доживеале, не само што сме ги виделе, на кожа сме ги доживеале. И тоа, мислам, тоа е тоа, со тоа што Европска унија има сериозен проблем, бидејќи тоа е земја членка на Европска унија сега. И толерантни се према Орбан. Дали заради тоа што се десница? Не се толерантни, има се повеќе гласови против Орбан, например Ги Верховстат, кој е председател на европските либерали, не пропушта настап во Европскиот парламент, а да не вака да го пече шамари на Орбан да му залепи. Има една и славна епизода кога Орбан е во парламентот и Ги Верховстат како председател на европските либерали му се обраќа, бидејќи она што е чудно е што Орбан е, да се разбереме, Орбан е оксфордски џак, што би се рекло. Но он пораз од 2002 година, он е инаку стварно либерал на почетокот, дисидент, и првата негова влада... Големо влијание има извршено неговиот, од твојата сторија прочитав неговиот пиар стратег. Исклучително пролиберална една влада во таа што е од 98-та до 2002 година. Но кога губи, тогаш Хабони се врзува за него, инаку образованието на Хабони е доста дискутабилно, барем за унгарските медиуми и така натаму, негде, не знам како има завршено на некој од овие, кај нас некој од овие универзитети. И практично под негово влијание Орбан влегува во овој популистички филм. А Ги Верховстат, да се навратам на тоа, он го потсеќа Орбан кога во 89-та се сретнале во хотел во Будимпешта, кога либералите европски му ја дале целата поддршка на Орбан во тоа време, бидејќи се дели, тоа е моментот на промените и така натаму. И го подсетува на таа епизода, но очигледно нешто интересно си има случено во таа дружба меѓу Хабони и Орбан, што Орбан е сега влезен во еден буквално авторитарен филм, каде што, како ви кажам, новинарите, јас минатата година бев во Будимпешта, Ацо, они се исто во една ситуација, сите телевизии се ставени под контрола, истиве методи на дискриминација, на дискредитација на противникот, ширење на лаги. Само не знаеме од кого учел. Веројатно е Груевски ученик на Орбан. Сега тоа треба да го... Или имале исти пиар стратег. Па Финкенстајн очигледно пиар стратегот, бидејќи ВМРО у даден момент, за 2015 знам, за предходно дали го користиле, не. Колегите унгарци имаат податок дека од 2015 кога ја отвараа таа Данјуб консалтинг фирм, од тогаш ВМРО ги користи услугите на таа консалтинг компанија. Првите клиенти им се ВМРО, ХДЗ и Јанес Јанша. Колку пари се тогаш испумпани во таа насока на... Од кај сега ја најдовме Унгарија и чудни се тие конекции, навистина, читајќи ја твојава, стварно многу работи така што порано ме збунува, некако не да ми стана јасни, ама почнав да се сомневам дека и не ми е јасно сега оваа концентрација еве на портали и на телевизијата. Груевски и Мијалков и сите прават една медиумска групација, да кажем. Знаеш што, они сериозно веруваат дека повторно можат да бидат на политичката сцена, они како они, не ВМРО ДПМН. Колку што знам, они упорно ја продаваат приказката дека Кајда ќе биде второ полувреме. Второ полувреме. Но може би затоа МТВ е уште
како да е ВМРО ДПМН на власт. Аца, знаеш што ми направи впечаток? Во коментарите на Нова, кога ја објавивме нели сторијата. Вас се плаќа Сорос. Јас немам проблем, еве и во оваа прилика. Точно е дека ние Ама транспарентно е тоа. Имено. Сакам, еве јавно да кажам, до сите тие луѓе. Да. Во секое време. Да. Па и ви правеа контроли, нели? Секуловска би може, ни правеа ако 4 месеци имавме. Груевски кога ја најави борбата со Сорос. Кај нас ни донесоа специјален инспектор од УЈП, немале во Скопје, па од Штип го донесоа, инаку член активист на партија, кој од јануар до април не излезо сите документи што ги имавме, и на крај, фала му, бидејќи ни добивме пусулче, дека сме во ред. Сакам да кажам, јас немам никаков проблем ако утре било кој граѓани се заинтересира Сорос да му го дадам проектот. Зошто се добиени парите? Колку пари се добиени? Нова ТВ е основана со фонд од $50,000 за цела година. Со се плати, со се сите... Се знае точно, нас ни е колку е грантот, се знае, нас ни е обврска кога ги добиваме тие пари да работиме, да професионално новинарство. Кога фондовите од кои добиваме ние, доколку имаме една дамка на непрофесионалност, ние не би добиле пари. И второ, за сите тие пари кои се добиваат, ќе најдете и на сајтот, и на Сорос да влезе, кај нас може да се обрати секој во секој време. Да. Сега, ја би сакал да е тоа исто и во овој случај. Да. Пак повторно, нека има унгарски капитал. Дај Боже Македонија да биде атрактивен пазар. Медиумите да се инвестира во медиумите, да има пари, да има се овозможат високи плати на новинарите, на нашите колеги од техниката. Мислам, ама да биде тоа јавно и транспарентно, да. И при тоа да не заборавиме, она што е императив. Ние може, преска што го зборувавме, лево, десно, про, контра и така натаму. Но црвената линија е црвена линија, која не смееме да ја прегазиме, а тоа е етичкиот стандард. Се знае што е вест и како е вест. На крајот криштата, тоа е професија, како што е лекарската професија, така и ова, која отварате од слепо црево, не можете да сечете уво за да дојдете до слепо црево. Мислам, просто има правила како се работи. И сега, Боријан, ќе продолжиш ли оваа историја да ја истражуваш? Па се обидувам, верувам и други. Чепкаш нешто? Па да, се обидуваме. Да. Ке им се обратиш на овие медиуми наши тука, еве, Курир, Република, Нетпрес, Лидер, ТВ Алфа. Ацо, немам што да се обратам. Ти си го барал Петар Шац? Јас Петар Шац го барав, да. Прво, пратив мејл на мејл адресата кој... Интересно, мејлот ми се врати, како да е тоа непостоечка мејл адреса. На тоа со префикс 011 неколку пати. Вртев да не е случајно Унгарија префиксот. Не. Да не е префиксот Словенија. Не. Да не е префикс Србија. 011 нели е Белград? Да. Нешто ме подсети. Да. Не. Значи, нема. Просто нема. И од Борут Мекина од Младина го добив неговиот мобилен. Неколку пати звонев. На Петар Шац мобилниот. Неколку пати звонев. Не можам да го добијам. Јас она што размислува да се јавам во овие медиуми наши, но ми се чини дека тоа е малку непристојно прашање да ги прашам колку пари добивате за рекламата на Рипостарт. Не, тоа е веќе деловна тајна, нели? Тоа е деловна тајна. Нема зошто ни потреба зошто да ги прашуваш, да ми каже. Така. Така што тоа е тоа. Останува интересно за мене, тоа ми е сега вака провокација, таа експозитура на Данјуб бизнис консалтинг во Белград. И Горан Балач како... Да не случајно Горан Балач е врзан со... Белград, Будимпешта. Да. Не, интересно, Вучич не име во комбинација. Вучич е доста, како да кажам, внимателен. Бидејќи он
он инсистира на добри врски со Ангела Меркел. Тоа Ама знаете. Вучич ги има под контрола сите медиуми како што Груевски ги имаше. Ацо, и не е баш така. Моментално Не? таму највлијателна телевизија е N1. N1 Да. е исклучително професионален медиум. Знам, гледам, исклучително критичен Онлайн гледам, кон да. Вучич. И тоа е исто странска инвестиција, но тоа е профи. Со лиценца на CNN. Имав и можност да работам една година за нив. Тоа е сериозен медиум на кој Вучич барем за сега не се осмелил Не им врши да притиск. направи било што по ниедна основа. Но, окей. Сега се сретнав, да се вратам на приказкава од почетокот, се сретнав со колеги од Србија. Имаат маки, имаат многу маки. Па целиот регион И- сите имаат. да. И во Хрватска е така, не не дека за жал. Добро, малку е Подобро. трендот и европски, Ацо. и европски. е, Секаде Да. се медиумите се Па фейк стандардите нюс има и во професионални. Америка. Да, и да, сега. Тоа е нов тренд сега. Да. Може би не е толку нов колку што сега е актуелен. Боријан, јас ти благодарам за учеството во брифингот. Задоволство ми беше. Ја со задоволство ќе чекам продолжение на ова за мене исклучително интересна истражувачка сторија. Почитувани, ова беа минутите за вечерашниот ТВ брифинг. Боријан, тебе ти благодарам. А вам, почитувани гледачи, пријатна вечер.